Добро вечер. Недела 20 часот, време за емисија во Центар на YouTube, а сум Васко Ефто, почитувани гледачи, а вие сте на вистинското место. Зошто, бидејќи и вие и јас имаме право да знаеме вистината. Во наредните 60 на минути, интервју со Змагоје Линчич. Змагоје Линчич или племенити Змагоје Линчич, кој беше дел или поддржувач на владата на Јанез Јанша. Во времето на таа влада е објавен нон-пейперот, со кој се сметаше дека се уште не е завршен процесот на дисолуција на поранешна Југославија и дека тој процес треба да заврши со рекомпонирање на Босна и Херцеговина, рекомпонирање на Република Македонија и евентуално враќање на Никола Груевски на бел конј во Република Македонија. Змагоје Линчич е човек кој е на оние проруски стојалишта, кој оправдува интервенцијата, агресијата на Путин во Украина. Ете, тоа што Словенија го обезбеди во таа војна со поранешна JNA, тоа што Хрватска го обезбеди во таа војна со поранешна Југославија или српските генерали во Хрватска, и кој Змагоје Линчич го прифаќа или беше начело на тој процес, сега, например, го спори украинското право како независна држава да може да одлучат каде да одат, каде да се движат, бидејќи во сите овие поранешни југословенски републики живееле малцинства кои имале матична држава во некоја соседна држава на тие држави, како што во Хрватска живеат словенци, како што во Словенија живеат срби или живеат хрвати, како што во Хрватска живеат срби, како што во Босна и Херцеговина има 3 конститутивни народи, како што во Македонија живеат албанци или живеат срби, живеат турци и така натаму и така натаму, кои имаат матични држави во држави кои се соседи во потесно или во поширокото окружение на Република Македонија. Едно меко кое завршило како тврдо интервју со Змагоје Линчич, сигурно ќе уживате во тоа интервју, бидејќи всушност во тоа интервју ги спротивставуваме ставовите тие кои се репрезенти на таа рубља патриоти политика, како што е Змагоје Линчич, и моите ставови кои се пацифистички, кои сметат дека во 21 век проблемите се решаваат на еден друг начин. Иако не сме оправдували интервенцијата на НАТО во Косово, интервенцијата на американците во Либија или во Ирак, како да оправдуваме интервенцијата на Русија во Украина? Бидејќи Русија 1994 година е гарант на безбедноста и независноста на Украина врз база на тој договор од Будимпешта 1980 или од 1994 година. Украина се откажува од нуклеарното оружје, се откажува од ракетите, истите ракети со кои Русија сега ја гранатира Украина. Тоа е суштината на интервјуто со Змагоје Линчич, меѓутоа претходно сакам да кажам две политички мини анализи и по завршување на тие две политички мини анализи ќе може да погледнете интервјуто кој трае некаде 53-54 минути. И гледате што се случува. Активна американската амбасадорка, и то се нови ветришта кои дуват од калето, за разлика од претходната амбасадорка Кейт Мери Бърнс, која беше многу пасивна, која беше многу повлечена. Во чиј мандат се случи растурање на специјално јавно обвинителство, новата амбасадорка акцентот го става на борбата против криминалот и корупцијата во Република Македонија. Дава мноштво на изјави, активна е по медиумите, и кажува една теза која би сакал тука да искоментирам. Како е можно Исламабази да биде наследник на Вилма Русковска? Или како може да се случи тие 3, 5, 10, 15 милиони евра кои американците ги имат вложено во реформа на македонското судство и на македонското обвинителство и се потрошени на одредени луѓе, на обуката на одредени суди, на одредени обвинители, тие луѓе да ги губат изборите. Например, за наследник на Вилма Русковски. Тука има две елементи. Самите обвинители гласа за изборот на Исламабази. И притоа кога ќе видите кои обвинители гласале за Исламабази, ќе сватите дека постоела некоја тајна коалиција помеѓу ВМРО, ДПМН и ДУИ, СДСМ, веројатно бранејќи одредени ставови на челни луѓе во СДСМ да застанат зад Вилма Русковска, се малку неутрални, малку неактивни, меѓутоа не се вклучуваат со целиот капацитет во изборот на новиот обвинител за борба против организираниот криминал. И всушност Исламабази е избрана таа функција со некоја прекјутна или тајна коалиција помеѓу ДУИ и помеѓу ВМРО ДПМН. Тоа е едната работа. Второто прашање е, кој треба веројатно и самата американска амбасада да се го постави во Република Македонија, на кого трошеле пари изминатите 10 или 15 години. Ако вие го немате Исламабази во барабанот на луѓе кои треба да бидат на челни позиции, ако ги немате клучните играчи во медиумите, дел на клучните играчи во политиката, дел на клучните играчи кои имаат влијание врз македонското јавно мислење,
тогаш во Македонија се формира или функционира некој во наводници афганистански режим, кој зависи само од волјата на американската амбасада, и ако не дај Боже американската амбасада се замени, нас ќе ни се случи еден целосен процес на талибанизација. Тоа 2 години го говорам, талибанизација на македонската политичка медиумска јавна сцена. Бидејќи тука има 2 краја стапот. Едниот крај како е возможно Исламабази, но name, кој никој не го позна, но со тајно гласање на сите обвинители во Република Македонија да биде избран како наследник на Вилма Русковска. И второто прашање е на кого ги трошат парите од американската амбасада. Овие 30 години, трошејќи пари на промашени и на погрешни личности, тие всушност најмногу инвестирале во повампирување на русофилијата во Република Македонија. Бидејќи нема поголем промотор на вртење на македонскиот народ, на македонските граѓани, кон Путин, кон Руската Федерација, во споредба со промашени инвестиции во луѓе во Република Македонија. Тие луѓе кои изминатите 30 години ги промовират американските политики во Македонија, толку им станале огавни на македонските граѓани, толку овие непринципиелни ставови на Европската Унија, кои застануваат зад Грција, кои застануваат за Бугарија, се неприфатливи за македонските граѓани, што македонските граѓани не од сакање, туку од несакање, од антипротивност, се вртат кон Путин, кон Руската Федерација. Мислам дека е клучен моментумот, бидејќи секашната американска амбасадорка по втор пат доаѓа на различна функција во Република Македонија, ги разбира процесите кои се случуваат во Република Македонија. Знам дека американците се како оној прекоокеански брод. Дека тие прекоокеански бродови, тие империални сили, не возат лево-десно, има траекторија и се движат по таа траекторија без разлика дали е морето мирно или има бранови од 10 метри. Мислам дека е крајно време да се направи ресетирање. Не толку на Исламабази, бидејќи Исламабази е температура. Проблемот е како вирусот да се спречи да не предизвикува и понатаму таква температура. А тоа е, тие луѓе кои на секој збор се повикуваат на калето и на американската амбасада и се промовират самите, а делумни од луѓе блиски на самата амбасада, како гласноговорници на американската политика, како лице на американската политика. Тоа лице, тоа е едно грдо лице кој македонскиот народ не сака да го види. Македонскиот народ нема ништо против американската политика. Ние сме благодарни на тоа што американците го имат направено последните 30 години за независноста на Република Македонија. Прашањето каде би завршиле да не беше таа американска политика? И во преговорите со Грција, и во преговорите со Бугарија, и во влезот на мускули на Македонија во НАТО алијансата. Што ќе беше со Република Македонија ако американците не се истовараа тука 92-93 година првенствено преку ЦИА, а подосна преку КФОР и така натаму и така натаму? Што ќе правеше Милошевиќ? Што ќе правеше солдатеската на Милошевиќ? Атентатот на Кирил Григоров. Сите тие премрежани с кои помина Република Македонија ги помина полесно благодарејќи на американската политика. Одена се имате вие играчи кои се тотално неомилени во македонската јавност и американската политика од таа македонска јавност не се преципира врз база на тоа што се случува во Вашингтон, туку гледајќи ги овие дамаци кои се наполнија со американски пари, кои немат никаков углед во македонската јавност, тие го узурпираа американскиот простор и американското име и всушност водејќи на политика која не е омилена кај македонците, во пакет со непринципиелната политика на Европската Унија, направија една таква плодна почва, како никогаш во нашата историја. Путин и русите на бел кон да ни влезат во Република Македонија. Мислам дека тоа е процес кој треба да биде расчистен во мандатот на оваа амбасадорка. И вториот процес. Јас очекував да има антибугарска атмосфера во Република Македонија. Мислев дека после победата на Зоран Заев, после правење на она коалиција, после еден процес кога 3 или 4 години нема никакви меѓуетнички инциденти по македонските улици, во македонските автобуси, дека таа антиалбанштина врз која е градена македонската државотворност, македонската независност, бидејќи има 2 прашања околу кој всушност се мобилизира на македонската нација, тоа е антибугарштината и антиалбанштината, и тоа нас постојано историски не врзувало со Белград или со Србија,
бидејќи плашејќи се дека албанците и бугарите ќе не поделат, дека албанците и бугарите работат против македонските национални интереси, дека единствено мокната Србија, чита и мокната Југославија, бидејќи Белград и Србија секогаш го користеле мокта и имиџот и таа гравитациона мок на поранешна Југославија, дека Белград ќе не спаси од албанците и ќе не спаси од бугарите. И не очекував дека после 3 или 4 години на стабилни меѓуетнички односи ќе се развие таква антиалбанска хистерија. Гледате што се случи после најавата дека партијата на Арбен Таравари, Алијанса на албанците, може да биде коалиционен партнер во владата на Димитар Ковачевски. Стана и Ќоро и Саката во Република Македонија. Почна спинови, барал Таравари 60 директорски места, па 3, па 4 министерски места. Стана една таква општа какафонија, каде што и крупниот капитал и главните играчи во јавното мислење во Република Македонија почна да заговара тезата дека е куцна часот или дека е дојдено времето ВМРО-ДПМН и СДСМ да направат заедничка коалиција која ќе не спаси од клетите албанци во Република Македонија. Таа атмосфера, која како со кибриче беше запалена, гледате преку ноќ е запалена. Тоа значи дека тие играчи, дека тие луѓе постојат во Република Македонија. Тие не се заминати некаде во Шведска или не се заминати на Нов Зеланд или не се заминати во Австралија. Тие постојат во Република Македонија. Тие се тука и на копче може да бидат активирани. Да формира таква атмосфера во медиумите, таква атмосфера во политичкото милје, таква атмосфера во општественото јавното милје во Република Македонија. Што ќе рече дека делумно однесувањето на ДУИ, на албанските политички партии. Тоа надмено однесување све зависи од нас, нели тоа што Аги Мјунов се обиде да го каже во емисијата во Центар, па помина така како што помина, до тој степен ги иритира македонците, што тие одат во одредена јалова опортунистичка фаза, која велат ке направиме договор со црниот ѓавол, само да престане таа доминација на албанците во Република Македонија. Тоа е многу штетно, почитувани гледачи, бидејќи ние сме ставени во исти пакет со Албанија и некој проценил дека треба да бидеме во исти пакет со Албанија, бидејќи во тој пакет со Албанија најбрзо можеме да станеме членки на Европската унија. Дали до 2030, дали порано, дали подоцна ќе покаже времето, тоа ќе зависи од нас. Меѓутоа таа антиалбанштина, за која смисла дека е нешто минато, дека е реликт на минатото, одеднаш преку ноќ би се повампири. Конфликти во ДУИ, тоа е проект на Али Ахмет и тие огнени момчиња да може да ги компензира, да ги смири, да ми намали употребната вредност преку коалицирање со партијата на Арбен Таравари. И гледате, прв кој се јави против таа коалиција не беа македонците, беше Блерин Беџети. Значи, одредена тактичка операција да биде стабилна владата, да не зависи од огнените момчиња, бидејќи тамо ние и не знаеме кој све може да биде вклучен. Разни форинти операции, разни рублја патриоти операции, разни пари кои преку Унгарија, преку или мета структурите може да се внесат во нивното функционирање. Уште во текот на летото доаѓаа сигнали од Тирана, од Социјалистичката партија во Тирана, дека е разговарано со Арбен Таравари и дека му е сугерирано на Арбен Таравари дека нема што да бара во коалиција со ВМРО-ДПМН, бидејќи ВМРО-ДПМН како партија е дефинирана како партија која се спротивставува на влезот на Македонија во НАТО и почетокот на преговори на Република Македонија со Европската унија. И Таравари ја свати пораката и му беше сугерирано дека тоа треба да се случи со влез во владата на мала врата, полуминистерско место, нешто ситно директорско место и така натаму, да нема големи бранувања, а сепак тоа да обезбеди стабилност на владата и можно неизино трансформирање во некоја предизборна коалиција, дали на председателски, дали на парламентарни избори. И одеднаш најавата дека Таравари размислува за влез во владата, сите овие медиуми кои се неутрални медиуми, одедна стана антиалбански и проопозицијски медиуми. И ја масакрира таа идеја. Мислам дека во еден временски период и самиот Ковачевски се исплаши од можноста да биде масакриран, бидејќи толку многу албански партии во една влада нема ни во Албанија, нема ни во Косово, како што има во Република Македонија, и дали краткорочно или среднорочно има ставено таа идеја под маса, и како второ самиот Арбен Таравари веројатно одбра друг редослед на потезите. Прво да биде избран за лидер на Алијанса на албанците, да ја бетонира својата позиција
во врвот или начелната позиција во партијата, а подоцна со така бетонирана позиција да преговара за едно индиректно или директно учество во владата на Република Македонија. Тоа се двете мини политички анализи, одамна не ви сум ви направил политичка анализа, се надевам дека до крајот на годината ќе имаме барем една политичка анализа, кај што многу подетално ќе го објаснеме сите овие процеси. Сега следува 53-54 минути интервју со Змагој Елинчич. Добар ден, Змагој Елинчич. Добар ден. Племенити Змагој Елинчич. Да. Тоа е титула, некоја црковна титула, некоја индустријска титула, нешто потекло, имате некоја историска? Да, тоа е титула која е нашей родбини поделила Марија Терезија 6. септемвра 1756. године. Тоа е статус барона, ali pošto kod nas ne sme da se upotrebljava plemička nazive, onda je to jedina varijanta da sam stavio kao jedan dio svog prezimena plemeniti. Значи, вие сте дел на аристокрацијата, што се вели. Во времето на Австро-Унгарија, вашето семејство, значи вашиот прадедо, ја добива таа титула племенити Змагој Елинчич. Тако. Значи, со право сте десно ориентирани, пошто сте дел на некои империалистички, монархистички структури. Nije to bitno da treba da si desno orijentiran ili levo orijentiran. Orijentiran si prema situaciji. A tu situaciju ja uzimam kao potrebno je raditi u dobrobit ljudi, u dobrobit države i svoje domovine. To je najbitnije. Ние сте десно ориентиран политичар, многу мина ке речат нели екстремно десно ориентиран политичар со цврсти ставови по однос на десни прашања, мигрантска криза, иднината на Европска унија, нов светски пород и така натаму. Значи сте познат по тие ваши тврди ставови. Vidite, ni jedan narod ne treba da uzima u svoje redove neke propalice koje dolaze iz Afrike, iz Azije, ne znam sve otkud. To nisu ljudi koji beže od rata, nego su to migranti koji traže novac, ne traže rad pa da rade, nego da zarade. Njih ne briga šta će dobiti, oni zahtjevaju. Oni zahtijevaju ono što nikada nisu imali u sopstvenoj državi. I sad dolaze vamo i hoću da imaju i stan, i lovu, i novac, i žene, i sve. To ne dolazi u obzir. Гледате, тие мигранти, нели се создаваше хистерија тука изминатите 5 или 6 години, ќе останат кај нас, ќе останат во Словенија, ќе останат во Србија. Без малку никој не остана овде, дури ни мигрантите не сакаат да останат кај нас на овие простори, во најголем дел нели одат во Германија. Да, али проблемот кај мигрантите е што цивилизацијата не ја прифаќаат. Знаете, тие сакат своите стандарди што ги носат од Азија или од Африка да ги наметнат тука. To je problem, to je strašno. I rekli ste da ovi migranti odlaze iz Slovenije. Dobro, za sada, ali Italijani će zatvoriti granice, Austrijanci će zatvoriti granice i sve ovo će ostati u Sloveniji. Šta onda? Mislite дека овие во наводници поинтелигентни, пообразовани мигранти ќе ги земјат германците, италијаните или кај нас ќе останат овие што се понеобразовани, нели? Ovi ljudi uglavnom to nije da imaju neku naobrazbu, to su apsolutno bez naobrazbe. Nema nekih inženjera, nema atomskih fizika, nema hirurga, toga nema. Ima raja koja dolazi, koja zauzima pozicije. Pogledajte šta je sad u Švedskoj. U Švedskoj je strašno. U Njemačkoj veliki problemi, Danska strašni problemi, u Francuskoj svugde su problemi. Francija, Австрија. Svugde su problemi. Gde god dolaze migranti su problemi. Вие со година назад велевте дека се распадне Европската унија и чекавте да се распадне Европската унија, а на крај падна Јанес Јанша. Падна вашата влада која поддржувавте Јанес Јанша. Значи не падна Европската унија, не се растори Европската унија, всушност беше брутално поразена десната опција во Словенија. Како изгубивте? Како ви се случи еден таков катастрофален пораз, веројатно најголем во последните 30 години? Pa ovako, mislim, Evropska unija će se raspasti, ali to ide polako. A što je u Sloveniji? U Sloveniji sve leva opcija je imala u rukama sav medijski prostor. Samo je jedna televizija bila na
desnoj strani, sve ostalo je bilo na levoj strani. Imaju lovu, podmićuju, potplaćuju i tako to. I sve se tera u istom pravcu. Naprimjer, dosta je ljudi koji su, da kažem, na neki sumnjivi način, da ne kažem na kriminalni način, stekli veliko bogatstvo. A onda se zadužili, a država, leva politička opcija, otpisuje im dugove. Otpisuje se 29 milijuna eura, otpisuje se 8 milijuna eura. Dobro, imate vi oligarhija, da rečemo, imate kuni. Imamo kako ne, leva oligarhija. To je leva oligarhija. Da, apsolutno. To su ljudi na Milan Kučan ili napraveni. Da. Iako vi nemate neli klasična privatizacija kako što imаше u Makedoniji, vi malce posporo je pravite celata ta postapka. I to Ante Marković isto tuka neli беше popularen i mnogo предприятия се privatizira според той zakon Ante Marković. Ante Marković, kad je onda radio ovu svoju inflatornu politiku, to je nešto sasvim drugo. Danas to se sve radi ruka ruku, ja meni, ti tebi i tako dalje. Meša se politički uticaj i privreda. Ima par privatnika u Sloveniji koji su sopstvenim radom napravili nešto. A šta se dešava s njima? Pipistrel, koji ima fabriku električnih aviona, on je otišao iz Slovenije. Onda je jedan koji je imao neke biolaboratorije u Vipavi, on je trebao da to proda Nemcima, jer su htjeli ovi ljevičari da mu to jednostavno na neki način oduzmu. To ne ide. A oni koji su na levoj polutki, oni mogu da rade bilo šta. Mogu da uzimaju kredite i ne vraćaju kredite. Ovije mokni televiziji kako Pop TV ili koji je najgledana televizija, бидејќи главниот проблем на Јанша беше кога сакаше да го смени директорот на ова новинска агенција СТА. Тука се крена целото. Се мобилизираше целото општество, па дури овој Голуб, што е сега премиер, беше директор на компанија кој Јанша го смени кога дојде на власт. Овие мокни медиуми, кој ви ги контролира? Од кого се купени? Како функционира? Prvo, da kažem, povodom STA, ove agencije slovenačke. To je državna nacionalna agencija. Da, ali to je bilo u levim rukama. Nešto što je bilo sa desne strane, nije se objavljivalo. Objavljivalo se je samo ono što je na levoj strani i što je za njih dobro. Bilo je čast puno, kako se sad kaže, fake news, puno ovoga. I još nije bilo transparentno gdje novac nestaje. I to je bio problem. To je bio onaj problem. I on kad se ustanovilo da novac nestaje, da i neko meće to u džep i da ide lova malo tamo, malo vamo, to je bio problem. Zbog toga se smenilo onog bivšeg direktora i nije bilo ono što se pričalo u Europarlamentu. Je bilo sve sa leve strane naduvano i lažljivo. A koji se gazdi na Pop TV? To je najmokna televizija? Na Pop TV je, sad stranci imaju u rukama Pop TV, ali još uvijek je leva opcija. To su izuzetni ljudi koji podupiru levu političku opciju i koji bi napravili sve samo da ne dođe Janša ponovo na vlast ili bilo kako. I kod nas je isto, kad su bili ovi izbori, nije se glasalo za nešto drugo, nego se glasalo protiv Janše. I zbog toga je došlo do toliko velike pobede ovog Goluba. Ирина Јовева беше новинарка на Pop TV, сега е пратен во Европарламентот и како во Словенија да не може да се победи ако Македонка не биде дел на таа коалиција, владина коалиција, сега има министерка за информатичко општество, била професор на Мариборски универзитет и сега е во владата на Голуб. Не може во Словенија без Македонка да се победи. Pa to je kao, ne znam kako je to došlo do toga, ali to su opet neke mučke. Ne može biti drugo, jer i jedna i druga gospođa nisu baš u visokom intelektualnom rangu, nego su... Ова што е сега министерка беше во друга политичка партија. Da, bila je najprije kod Fajonove u socijalnih demokrata, bivših komunista, i onda kad je dobila poziciju, onda odmah preskočila u partiju od Goloba, tako da je obezbedila sedište kao ministarka.
je podpiravte ili je podržavte ta vlada на Janez Janša. Минатата година, значи некаде пред крајот на владењето на Ангела Меркел, таа влада го дава они предлог, non-paper, кој се однесува и на Македонија, кој се однесува и на Босна, нели поделба на Босна и Херцеговина, нели на два, на три entiteti, западниот дел на Македонија, кој би се приклучил кон Албанија, значи нови цртања на границите, и тоа се дефинираше како конечно затварање на југословенската криза која почела 1991 година. Беше демантирано, па после беше потврдено. Вие сте имале комуникација. Кој стоеше за тој non-paper на Janez Janša? Ovaj non-paper nije napisao Janša. Кој? To sigurno ne. Ja mislim da je to došlo iz ovih levih krugova i onda su to rekli kao da je to Janša rekao. Ali neki govore da je to čak Fajonova imala prste. Та е сега министерка за надворешни работи. Da. Ali o toj podeli pozicija, u stvari regiona, pričalo se već u 90. godinama. To su stare ideje. Ne, stare ideje, a te ideje su bile razgovarane u Europi, u Europskoj uniji. Ne u Europskom parlamentu, nego to je bila Asambleja Zapadnoevropske unije. To je bila neka organizacija koja je uzimala u obzir 47 zemalja. Ja sam bio tamo 16 godina i tamo smo mi raspravljali o tim stvarima. To se govorilo. Ja sam čak jednom imao neke ekspoze i rekao sam kako će doći i da će Makedonija izgubiti svoje pozicije, jer su Šiptari preuzeli veliki deo. To je bilo i u Ohridu, kad je bio kongres neki. Ja sam bio tamo i rekao sam šta će biti, a Englezi su skočili, koliko, nemoguće i tako to. Ali mislim da je čak bilo u novinama vašim. Da, имаше така. Da. Значи, мислите дека Janez Janša го нема дајано тој non-paper, иако беше потврдено за австријските медиуми во одредени изјави на Европската комисија, така дека одреден документ од кабинетот на Janša испратен, тамо се предвидуваше враќање на Никола Груевски, нели во Република Македонија? Pa nije to tako baš, jer i u vezi ovog non-papera rečeno je bilo u stvari, i Kučan je rekao da je on govorio o tim stvarima kad je bio u posjedi Sarajevu. Znači, tu su neke mučke, jedan gura drugom, ne zna se baš, ali to je u stvari... Znači, nešto ima. Znači, nekoj pušta probni baloni, neli, da vidi kako će se razvija situacijata. Ti baloni dolaze iz Amerike. Mislite? Apsolutno. Iz Amerike i iza tih balona ja sam 100% da stoji Soros i njegova politika. Soros pravi gde god je moguće napravi ono da, kako se kaže, sranje i uništi državu. Vidite, вие, например, имате тврди национални ставови по клучни прашања. Со хрватите сте во конфликт, со италијанците имате некој баланс, србите и русите ги сагате, тоа е недвојбено, а никогаш не сте кажале нешто за унгарците, да речеме, или за маđарите, кои го сметат за овој дел, или поголем дел од оваа територија, посебно хрватски оне дел на риека, како дел на унгарскиот дел во рамки на Австро-Унгарија. Тој Орбан го има во некој свој изјави. Орбан би беше влезен со медиуми тука. И оние медиуми кои не беа под контрола на Сорос, беа под контрола на Виктор Орбан. Никош не сте кажале став околу Виктор Орбан. Дали следен кој може да биде срушен од власт е Виктор Орбан. Гледате, во Будимпешта му протестира, Форинтата на некој начин тихо девалвира и така натаму и така натаму. Ja mislim da Orban radi dobro, radi za svoje ljude i radi za svoju državu. A u vezi onoga što je Orban rekao da je gde ide ova granica, mađarska granica, to je samo istorijska činjenica. Za vreme Austro-Ugarske monarhije Hrvatska nije postojala. To je bio integralni dio Mađarske, Ugarske. I tada je Rijeka bila pristanište od Mađara. To je tako bilo. I ako Orban kaže kakva je istorija bila, to samo znači da ako oni drugi što kažu nije istina, ne znaju istoriju. Nije Orban rekao sad ćemo da idemo pa da uzmemo. Ne, nego je samo rekao, izvinite, to je nekad bilo naše. Pa i bilo je. Dobro, smo zmogo. Gledajte, cijela jedna generacija na desni političari, Le Pen,
во пензија. Јанша поразен на избори. Салвини на некој начин маргинализиран. Сега доаѓа нова италијанска премиерка која преку ног ги смени своите ставови во односи на Русија, во односи на Украина. Како или ќе следи политиката на Европската унија, а голем број на десничари во Македонија, претпоставувам и во Словенија, со воодушевување прифатија незината победа на изборите во Италија, убедлива победа, меѓутоа таа првите потези што ги каже или првите изјави што ги даде одеа во прилог на Украина, не во прилог на Русија. Мислам дека дури и тие десни опции се веќе контролирани од Америка, од структури на Америка, дека сака да го искористат десното расположение и носат десни гарнитури кои не водат десна политика. И тука е суштината на кризата на десницата во Европа со која сега се сочува. Па можда имате право, али ипак е, например, ако узмемо нову италијанску политику, ова Мелонијава е у почетку имала одреđene ставове, sad je malo se povukla, ali ja mislim ona još uvek je protiv migranata, što se zna, jer je Salvini ima opet visoku poziciju i za migrante oni će zatvoriti Italiju, tako i treba. Povodom Rusije i Ukrajine, u Italiji su jako snažni zahtjevi da se u Ukrajinu ne šalje oružja. Onda Talijani su rekli da je talijanska vojska neće da ide tamo da pomaže Ukrajincima ili NATO paktu, kako se kaže. Sa druge strane, evo ima, kako kažu, poljskih vojnika oko 10.000 koji se bore unutar Ukrajine protiv Rusa. Гледа дека има една од најголемите рафинерии за нафта на Лукойл, мислам дека во Јужна Италија, Сицилија, тој регион, и дека преку таа рафинерија всушност во најголем дел и се кршат санкции дел на таа нафта. Мислам дека Нью Йорк Таймс имаше тој или Wall Street Journal одреден текст на анализа направена дека дел од таа нафта завршуваат и на бензинските пумпи во Соединетите американски држави, дека Лукойл има некои 50 или 100 бензински пумпи на територијата на Соединетите американски држави. И многу пари се прават од оваа војна, знаете. Украина и Русија прават сите многу пари всушност од таа војна. Има 2-3 држави Европска унија кои се наполни ако брод, Грција, Кипар, Малта, кои не само што ги кршат во наводници санкциите, туку ги стават своите бродови на располагање, прават пари. У ствари сваки рат е питање пара. Novac. Nema ideologije. Nema ideologije, ideologija je samo za raju, za mase, da gledaju i pričaju, ali iza toga uvijek je biznis. A što je sad, da je najgori biznis koji krade Amerikanci, oni su uvijek iz svakog rata izvukli što je bilo moguće, sada su počeli da uništavaju Evropsku uniju. Amerika je uvek htjela da uništi Evropsku uniju jer je bio konkurencija. Konkurencija je bila i to Amerikanci ne trpe. A sa druge strane, ovaj Biden toliko je glup da i uništava Ameriku unutar sopstvene države. I to će, ja mislim, Amerika će doći do nekog limita gdje može i da pukne kao neki ne baš građanski rat, ali doći će do velikih stvari. Ето сме змаго. Со години се говори дека Америка нели ќе се распадне на два дела, демократска и републиканска Америка. Јас некоја суштинска разлика во нивните политики не гледам, морам да ви признам. To je istina. Знаете, на крај да не дојдеме во ситуација Америка да не се распадне, да се распадне Руската федерација, бидејќи можеби Руската федерација, како што сега стојат работите, нема да победи во војната во Украина, се ревидират ставовите и политиките на Руската федерација и на Путин, или прво беше да се смени раководството, па да се влези во Киев, па да се подели Украина на два дела, и на крај се испадна со овие 4 републики. Тоа е најминималната варијанта што русите ја сакаа во Украина. Дали вие не очекувате можен пат на Путин, губење на војната и распад на Руската федерација? To nikako, jer Rusi u Ukrajini pobeđuju i rade izuzetno pametno, ali to je vojna taktika. I sa tim što oni ne idu i odmah ne zauzmu kompletnu Ukrajinu, oni uništavaju Evropsku uniju i Ameriku, jer Amerika troši strašne pare i Amerika se zadužuje. Amerika šalje
tehniku i sad i Amerikanci, američki generali kažu mi smo na rubu, nemamo više tehnike za sopstvenu odbranu. Isto je u Njemačkoj. Njemačka je dala sve ove tenkove, sad šta? Nemaju šta. Nemaju haubica, nemaju više. Sve ide i Putin neće da izgubi. Gledajte, Rusите nemат oružje, morat od Iran da kupat ovije dronovi što se šehadi, kako ги нарекуваат. Isto tako kupat i balističke raketi od Iran. Ovije čipovi koji se stavат v ruskite rakete, koji su potekli od Južna Koreja i Tajvan, bo najvoljem del, veke gi nema pod sankciji se što se veli. I pomalko mi delува čudno, moram da priznam, jaz čitav pred 7 mesec izjava na češki general, koji vele še nije očakovахме во еден ден Русите да дојдат на чешка граница. 7 месеци, 8 месеци трае војната, Русија не може 2 града големи да заземи. И сега таа руска голема армада, нели, втора најголема сила во светот, не може да се справи со една Украина. Како вие тоа го толкувате? U stvari, Rusija se ne bori protiv Ukrajine, nego se bori protiv NATO pakta. U stvari, NATO pakt se bori protiv Rusije. Jer kompletne zemlje koje su unutar NATO pakta sve šalju i lovu, i oružje, i municiju šalju protiv Rusije. Ovo što Rusi uzimaju iranske dronove, što ne bi, radi svoje dronove, uzimaju i iranske dronove i balističke rakete. Zašto ne bi? To je obično. Kad cela plejada ovih NATO država uzima sve što ima, zašto Rusi ne bi? A imaju Rusi sopstvenih. Niko ne može da porazi Rusiju. To je u istoriji bilo poznato. Бидејќи ние 5 или 6 години тој Путин ја развеше таа една своја стратегија дека е руската армија непобедлива, дека располага со супер модерно оружје, кинжали и така натаму, овие ракети што се со тона, како ги нарекоте така, значи балистички ракети кои летат 2000 километри. Одеднаш Русија мора да купува од Иран, кој е 20 години под санкции, кој е изолирана држава, знаете, Иран со изолирана држава, со изолирана економија, со изолирана индустрија, технолошки е на повисоко ниво во еден дел од мокната Руска Федерација. И сега тука луѓето се збуните, знаете. Испеде дека Русија всушност можеби да било некој надоен балон кој де факто не одговара на таа перцепција што ја имале луѓето за мокниот Путин кој јава, кој се вози со подморници, кој вози авиони, вози тенкови и така натаму и така натаму. Дали тоа некој лажен меор кој ќе се распукни, кој пред наши очи се распаѓа, а луѓето не сака тоа да го признаат? Neće se raspuknuti, jer zapadni mediji sve pišu o tome kako će Putin da umre, kako će ga ubiti, kako je opozicija unutar njegove partije i unutar Dume, da je protiv Putina. To nije istina. To je sistem rada. To je sistem rada. Zanimljivo. Ako napišem, na primjer ja, da bi napisao bilo šta na Twitter ili na Facebook, nešto što se desilo u Ukrajini, a nije bila pobjeda Ukrajine, meni bi blokirali Facebook. To se radi kod nas. Blokiraju Facebook. Imamo blokiran kanal Sputnik, srpski Sputnik. Ne možeš da primaš tu u Sloveniji. Blokirano, jer je Zapad rekao blokirano, ne smete da gledate. Не знам дали гледавте интервју на директорката или главната уредничка на српски Спутник, не на српска телевизија, кај што исто гласна или против Европска унија, против Америка и така натаму. И сега тој што дебатира со неја, мислам дека српски историчар, ја праша каде живее вашата ќерка. Низината ќерка живее во Франција. Ете, сите кои се залагат за Русија, кои се против Европска унија, кои се против Америка, нивните деца, нивните семејства, нивниот капитал, нивното богатство не е во Кина, не е во Јужна или Северна Кореја, тука е во Франција, во Германија, во Италија, во Велика Британија. Ako neko ide u Kinu, treba da govori kineski. Govoriti kineski je puno teže nego govoriti francuski, koje se uči i već i u srednjoj školi. Mislite дека pоради тоа? Kako? Дека поради јазикот? Ја мислам дека поради поубавиот живот. Бидејќи таа Европска унија која е на работ на распаѓање, на луѓето им гарантира поубав живот од Русија, од Кина. Ива, например, кај вас, дома, кај што живеете. Може ли да ми наброите 3 руски работи што ги имате?
освен Достоевски, да речем, или Толстой. Дали имате дома 3 руски работи кои користите, не знам, болер, шпорет, машина за пишуване, Шпорет узимам горение. Не, сам да кажам. Све ове машине имам горение. Значи словенячки не треба мени тајвански. Имате ли 3 руски работи дома? Можете ли да наброите 3 руски работи? Да не е ракета, Била е Лада. Добар кола. Кој вози Лада? Ама да излеземе на улица во Словенија, нема да видиме ни 5 Лади во Словенија. Јасно да не. Дори самите руси не возат Лада. Возат Мајбах, Мерцедеси, возат овие Поршињи. Никој од богатите европски олигарси. Да имам ја толико лове и ја би возио Мајбах и Порше. Тоа зависи од лове. Али у Русiji још увек имају фабрику која ради automobile, sad su preuzeli ove zapadne firme koje su radile automobile, oni će raditi i dalje. Neće biti razlika, bit će samo razlika u tome da je umjesto Volkswagen pisat će nešto na ruskom, ne znam koja. To je to. Ко почевме разговорот со мигранти кои доаѓаат во Европа. И нели најголем дел од десната политика се спротивставува на таа политика на мигранти кои доаѓаат во Европа, како велите, необразовани, нема таму атомски инженери, нема доктори, нема хирурзи и така натаму. И безмалку целата ова десна елита или луѓето кои гласат десни политички партии се радуваат на чеченците и на Кадиров кога влегува во Мариупол или кога влегува во Буча. Дете сега не ги сакате мигрантите, не ги сакате и не ги сакате муслиманите, а ракоплескате со овации го прифаќате Кадиров и Чеченија кога влегуваат во украински или во словенски градови или кај словенски народ. Знаете, на крај испаѓа дека со помош на чечените се ослободуваат словените од нацизмот на Украина. Нели малце нема логика? Нема логике. У војсци нема логике. У војсци има стратегија. И Путин стратешки добро ради. У Руској Федерацiji има пар ових република, држава, кои су где су муслимани. Сега чечените кои би дошле, чечени су муслимани. Кога би дошле чечените во Словенија би биле добри или лоши мигранти? Би биле прифатливи или неприфатливи мигранти? Из Чеченије у Словенији нема ни едног мигранта, а има их из Бангладеша, из Афганистана, iz Sudana, iz Čada, iz Maroka, iz bilo gde, ni jednog Čečena ne može. Во Мариупол 46% беа украинци, 44% беа руси. Во Запорожје се говори на руски јазик. Овие битки што се Херсон, што се вамо Донбас, Луганс и така натаму, Харков кој е втор најголем град во Украина, таму се говори на руски јазик. И тие руси не сака да бидат руси под команда на Путин. Тие не се украинци, тие се руси во најголем дел. И таму Путин не може да победи. И таму Путин не може да влезе, бидејќи русите не сакат во наводници да бидат ослободени од нацизмот од Владимир Путин. Гледате, целата таа воена оперетна акција всушност се распаѓа кон меорот сапуница, бидејќи самите руси не сакат да бидат ослободени од нацизмот на Зеленски од Владимир Путин, кој со помош на чеченците се бори против нацизмот и против Ватикан. Кој има по телу свастике? Украинци. Не руси. Мислите дека тоа доказ? И тој е доказ, како не? Кад со ова групација Азов, тоа е нацистичка групација. Они још увек кажу да е Бандера njihov heroј. Какав heroј? Злочинац е био. Злочинац за време Другог светског рата. Зеленски има еврејско потекло. Како? Зеленски има еврејско потекло. Многу ми навелат дека Путин има еврејско потекло. Многу ми навелат нели хазарско еврејско потекло. Зеленски има цела фамилија на Зеленски учествувала во Втората светска војна во борба против нацистите. Тоа се приказни кој Пригожин, целата таа групација Ленинград, нели што се вели, ги пласираат преку руските боти. И луѓето почнаа да веруваат во тие руски приказни. На крајот испаѓа дека со помош на чечените и на Кадиров се борите да го спасите православието. Малце е шашава целата таа работа. Не е шашава, jer ako je neko Rusija je Ruska federacija. Znači, Rusi uzimaju u obzir i jedno, i drugo, i treće, samo da su unutar i da rade u istom pravcu. A rade za oslobađanje od nacizma koji je još uvek izuzetno prisutan u Ukrajini, u zapadnim delovima Ukrajine. A što se tiče Zelenskog, Zelenski u prvom redu njemu je najbitniji kokain,
To je prva stvar. I onda da radi bilo šta i zaradi koliko je moguće najviše. Njegova otac i majka su u Izraelu, imaju oklopna kola, voze ih 2 specijalca od SAS-a, engleske, ove specijalne, organizacije. Deca su u Londonu, u jednom od najboljih tamo nekih kvartova žive i tako dalje i tako dalje. I ako pogledamo ove sve od Zelenskog, šta Zelenski priča i govori, ima snimaka ogromno. Kad, na primjer, Zelenski je rekao, sad sam gledao pre par dana, kad je Zelenski rekao da je treba da se ubija ruska deca. Mislite, ne mislim. Zelenski dojeka nestana председател говореше на руски јазик. To je Значи, on govorio. украинската елита се чувствуваше како руска елита во рамките на Советскиот сојуз. Русите и украинците се многу слични. Киевска Русија е настаната, или таа што е замаец, прататковина на денешната Руска Федерација, настаната во Киев и така натаму. Тоа се многу слични народи. Јас дури не може да поверувам дека така слични народи може да војуваат помеѓу себе. На тоа пришата, ако русите се борат против нацизмот, нели, и сака да го симнат Зеленски, кој има еврејско потекло, тогаш зошто татко му и мајка му не би се криеле во Германија или во Италија, туку би се криеле во Израел. Ке испадне на крај дека нацистите биле жртви, а евреите биле джелати кои ги малтретирале нацистите по овие приказни кои ги слушаме сега од рускиве војни. Zelenski je glumac, to je prvo. I Amerikanci su osjetili da trebaju, Soros i njegova kompanija su osjetili da trebaju nešto ovako, da nađu nekog takvog i našli su ga. I onda su napravili Majdansku revoluciju, to je Sorosovo biznis, i iza toga engleska obavještajna služba i američka obavještajna služba i uspjeli su. Pokušavali su nešto slično u Kazahstanu, nisu uspjeli. Pokušavali su i donekle uspjeli u Rumunjskoj, u Bugarskoj, u Makedoniji i tu. I vidjet ćete kako će se to okrenuti. A što se tiče Ukrajinaca, jedna od najgorih nacističkih elitnih jedinica je bila jedinica Galicija, zvana Galicija, koja je išla i preko Slovenije kad su bežali, i ovi Ukrajinci u slovenskom, u Prekmurju poubijali su, silovali, uništavali i tako to. I tek kad je iza njih došla ruska armija, tada crvena armija, to su počistili ove Ukrajince. To je bila Galicija i bilo par takvih jedinica. Tako da, dobro. Ali na zapadnom delu zanimljivo je to da posle Drugog svjetskog rata nisu nijednog nacističkog zločinca ukrajinske nacionalnosti nisu izveli u Nirnberški sud ili tako nešto. Jer su ih Amerikanci podržali, povukli i čekali kad će da iskoriste. Има и друга приказна. А таа друга приказна е дека украинците даделе најмногу жртви во Втората светска војна. И затоа украинците и во рамки на Советскиот сојуз имаат столче во Обединетите нации да им изразат благодарност за херојството кој го покажат нацистичка Германија во Втората светска војна. Најголем број на народни херои во рамки на Советскиот сојуз има дадено украинците. Украински војници се тие на Рајстагот што го ставаат руското знаме, тоа се украински војници, знаете. Војната се води на украинска територија. Од една сега, знаете, од народ кој се бори против нацистите, не вие, цела една десна опција се трудите да направите народ кој ги символизира, кој ги сака нацистите, кој ја гради својата приказна наратив на тие нацистички корони. Ко руши све помнike Drugog svjetskog rata? Помнike борбе против нацизма. Повеќе од 20 обиди има ОПСЕ да испрати своји контроли во Донбас, да провери што се прави таму, и русите ставаат вето, не дозволуваат ОПСЕ да влези
i da ispita što se pravi во Donbas od 2014. godina, знаете. I to se koristi podosno kao light motiv, ubivani se Rusi vo Donbas, vo Lugansk, vo Donetsk i tako nadalje. A samite Rusi ne dozvolят opse da влезе i da provjeri što se pravi tamo. Pa ima prikazni za laboratoriji. I повторно не дозвола да се влезе во тие лаборатории, да се покаже дека тие лаборатории всушност не служат за убивање на руси, меѓутоа наративот се прави, се пуштат приказните и подоцна луѓето веруваат, знаете, го здивуваат народот со такви некои приказни, оправдуваат една агресија која со ништо не може да се оправда. Тука е суштината. Ja mislim da ste vi izuzetno jako pod uticajem američke propagande. Možda su vam čak i rekli da morate tako da govorite. A zašto bi mi rekli? Jer ovo što govorite nije u skladu sa istinom. Ima 14 Ko je bombardovao Lugansk i Donetsk? 8 godina. Ko je išao na dva dogovora u Minsku? Rusi su bili, a nije Ukrajina ni poštovala, ništa, 2 puta. 8 godina i na kraju je Putin rekao, sad je dosta. Gospodine Zmago, ima 3000 žrtvi. Šta ima? 3000 žrtvi Lugansk i Donetsk v 8 godini. Od koji повеќе од 97% се на првите борбени линии, што ќе рече дека не се цивили, дека не е цивилно население. А тука се создава приказна дека цивилно население е уништувано. Тетовирани му се нацистички крстови и така. Тоа е руската пропаганда, знаете. И вие кога ја слушате таа руска пропаганда, тогаш испаѓа дека украинците сами себе се убиваат. Украинците се нацисти, а не биле луѓе кои се борат против нацистите во Втората светска војна. И во таа пропаганда ја користите за да оправдате една агресија која со ништо не може да се оправда сега во денешно време. Vidim zašto ste došli i vidim šta hoćete da meni kažete. Pa ja gledam jednu i drugu stranu. Dobro. A to je druga stvar. Vi gledate samo jednu stranu. Ne? Samo jednu. Samo proameričku i proukrajinsku. Bez one... Treba da imate neki pogled i na jednu i na drugu stranu. Јас друго кажам, дека двете страни, американците преку украинците, а русите преку својата политика, 8 години се подготвуваат за оваа војна. Дека вината не можеме да ја префрлиме само на русите, како што вината не можеме да ја префрлиме само на украинците. Двете страни како да ја сака оваа војна, бидејќи елитите на двете страни, и на американската и на руската, се богатат. Прават огромни пари, огромни профити, гледате, овој течен газ кој е 2 или 3 пати поскап. Американци раде бизнис. Сите работат, и едните и другите се богатат. Ја не гледам дека им фали влакно од главата на руската или на американската елита. Пари се прават на двете страни. Јас тоа се обидам цело време да ви го кажам. Дека вистината има два краја, а не украинците се виновни, а русите се на вистинска страна. Па гледате, zašto ne puštate onda još drugu stranu informacije? Ja jesam druga strana. Јас затоа ви интервјуирам друга страна и ја ви поставам прашање за да изглед... Не, јас поставам прашање, јас кога разговарам со човек кој ги сака русите, јас сум во наводници украинец. Кога разговарам со луѓе кои ги сакат украинците, во наводници сум русин, може да е интересно интервјуто, да извлечам информација од вас, да спротиставиме ставови тези, да биде интересно за публиката, да може да ги слушне двете страни. Тоа ми е суштината. Fakti su fakti. Istorija je istorija. Vi ne verujete što ja govorim, vi stojite na stajalištu Amerike i Evropske unije da su na drugoj strani strašni Rusi. I ova Europska unija, čak su neke univerziteti zabranili da se govori o Dostojevskom. Neke filharmonije su zabranili da se igra Čajkovski i tako nešto. Znači, ko je tu glup i ko tu radi jednostrano? Jednostrano rade Evropska unija i Amerika, ali vidjet ćemo. Na primjer, za pola godine, možda malo više ćemo vidjeti. A do tada Evropska unija ide na dole. I vi ste sami osjetili šta znači obećanja Amerike i Evropske unije. Promenite ime pa ćete dobiti šta? Promenili ste ime, sad niste više Makedonija, sad ste Severna Makedonija i dobili ste šta? Ovo. Od Grčke, od Evropske unije, od Amerike. Ništa. Još ćete ići na dole. Još ćete plaćati ovo. Ne znam kako vaši ljudi neki gledaju na to da neko preda ime sopstvene domovine, da je
da nekim, ne znam kome, Grcima, Amerikancima, Europskoj uniji. Za šta? Zato da je neko dobio lovu u džep, možda, ne znam. Što ne mogu, znate, što je interesno. Imето ни е сменето във времето на Доналд Трамп, кога е на власт. Pa mene briga, Makedonci su rekli da, vaša vlast se slagala s tim. Американската политика. Pa vaša... Нема големи разлики помеѓу демократите и републиканците. Nije bitno ko je bio u Americi. To je amerikanska politika. U Makedoniji bi slobodno mogli reći, ne, mi ne menjamo ime. A niste imali muda. Dobro, има некоја држава на Балканот што тоа го има кажано на американците. Еве србите, нели? Постојано ми говоримо сад о Македонија. Се согласувам. Тешко е да се прифати променен име. Апсолутно. Нема македонец кој би го прифатил, значи тешко е да се. Сад нема више македонаца. Да. Sad ste neki severni Makedonci. Makedonci sme koji žive u Severna Makedonija, da budemo korektni. A koji su onda drugi Makedonci koji ne žive u Severnoj Makedoniji? To je verovatno se Grcite, verovatno se Makedonci koji žive u Bugariji. To je distinkcija koja se vidi. Znači tako. Da li je to dobro? Ne je dobro, se soglasom. Na taj način izgubit ćete još ono što vam je ostalo. Jer će vam Bugari uzeti nešto. Се надам дека не сте во право, иако опасноста постои. Сите сме загрижени околу иднината на државата и тука всушност се одбираше помеѓу две лоши, помеѓу две зла, што викаме ние македонците. Едно лошо со второ лошо. Дали сме одлучили добро? Не сум сигурен, ќе покаже времето. Да, показало се да nije dobro што сте направили. Nije dobro. Šta ste dobili? Ние добивме членство во НАТО, добивме членство во НАТО и нели сега војуваме против. Сега војуваме со русите во Украина, нели идите у НАТО, па ќе плаќате лов, па ćete видите колку то кошта. Ова што го прават бугарите во однос на Македонија. Како тоа го доживувате? Знаете, вие како словенци си исто така мал народ. Ja ne znam kako vi to uzimate. To je vaša stvar. Ja samo sa strane gledam da ste vi spremni da zaboravite ko ste. Знаете, да некој ви рече дека вие сте настанети во времето на Јосип Брз Тито. Дека до Јосип Брз Тито не сте постоеле како народ, како нација. Како ви од некоја ваква словенечка призма, некоја дистанца од 1000 километри гледате на сите тие работи? Словенците, односно и македонците биле секогаш многу блиски. И во поранешна Југославија, ако сте биле многу поразвиени, македонците секогаш биле многу радо прифатени тука во Словенија. И македонските уметници, пејачи, спортски екипи, македонци кои доаѓале да работат во Словенија, биле прифатени, не биле доживувани како мигранти, така. Не, тоа е била заедничка држава. Била е заедничка држава тада. Во која сите сме биле многу посрекни отколку што сме сега. Слушајте, bilo je šta je bilo, to je istorija. Ja samo ne možete upoređivati Sloveniju sa Makedonijom. Ne, kako vi како Slovenija gledate na to što Bugarija go pravi, знаете. Кирил и Методи е бугарски, словенската писменост е бугарска. И вие баштините дел на таа писменост, на словенската култура, на словенската. Можете ли да прифатите вие како словенци? Па добре, еве вие како словенци, прифаќате ли дека Кирил и Методи се бугари? Слушайте, ви се о томе спорите, не ми. Ви дозволявате Бугарima. Никој не се спротистави на таа Бугарија. Вие сте членки на Европска унија, никој не се спротистави на таа Бугарија да рече, не можете да го правите. Освен еден или двајца хрватски пратеници, кој рекоа дека ова е некоректно, тоа исто како Австро-Унгарија да каже дека Хрватска или Словенија дека Хрватска е направена 45-та година и дека Кирил Методи не се словенски. Словенците нешто молчеа и во времето на Јане Санчев што бевте во власта на тој терор во наводници на бугарите кон македонците. Ние бевме немокни, ние не сме Европска унија да можеме да се бориме. Слушайте, ако нека држава има јаку власт, не оно која размишља о бизнису, onda neće da dozvoli da uništava sopstvenu državu i sopstvenu rodinu i domovinu. To se ne radi. Вие не би го прифатиле тоа. Вие не би го прифатиле тоа. Pa vaša vlast je. Dala je ime, ostavili ste ime Makedoniju, Bugari vam ulaze u državu, Albanci preuzimaju određene pozicije, još malo, pa nema ni Severne Makedonije. Gospodine Žmago, Албанците го имат бизнисот во Словенија.
Кога ќе во овие Кранј или други градови, гледате дека пола квартови се албански, тоа е една работа. Втора работа, моравте со Хрватска... Ви сте их ставили као конститутивни народ, се ставили албанци. Моравте со Хрватска да се пазарите околу Пирански залив, дадовте бел на својата територија. Оставите то Италијаните ви го зема Трст, ви зема Горица, после Втората светска војна, сега што италијаните се заедно Европска унија, така да кога ќе седнете да погледнете секоја држава поминала низ такви мизерни во наводници периоди на својата историја. Па ми говоримо, ви продаете собствено државу. Не ми. Не, вие сте То су били меѓународни договори Пирански sa залив. Italijom. Пирански залив, го зема Хрватите. To još nije rešeno. Да, па прифатија. To su slovenski komunisti opet napravili svinjariju, kao uvek. Slovenački komunisti uvek naprave svinjariju i uvek prodaju sopstveno državu. Isto kao kod vas. Мислам дека Јанес Јанша тоа го договараше со Јадранка Косора предходно со... Тоа е био Борут Пахор, не Јанша. Мислам дека Јанша со Иво Санаде. Гледате, Србите нас не обвинуваат дека све сме прифатили на американците, на крај не сме добили ништо, сме го сменили името. Од друга страна, Србите па прифатија све што им бара русите и на крај се извинувам, и на крај русите го користат преседанот што е направен во Косово за да го оправдат своето учество во Донбас и во Украина. Гледате, Србите кои се смеат, кој е дозволио Косово? Америка и Европска унија. Да. Иако Косово неоправдано, русите го користат Косово како преседан за Украина. Па добро, тоа е njihova ствар. Сад смо говорили о Македонија. Да. Македонија нестае. И се договоривме дека тоа е лошо што е направено. Ја велам сега преседанот во Косово кои ни вие го прифаќате, ни србите го прифаќат, ни овие проруски структури не го прифаќат, одеднаш ладен туш кога Русија го користи преседанот во Косово да ги признае тие 4 републики. Донбас, Запорожје, Херсон и така натаму. Било кој е то направио, сад смо говорили о Македонија. Да, и да Македонија нестае. И да е ваша власт е дозволила да се промени име. Добро, господине Змаго. Македонија го прави тоа за влез во НАТО и во ЕУ. Па шта Словенија... Јесте ушли у ЕВО? Јесте ушли у Европску? Треба да ги почнем преговорите, но станавме член. Никада неćete ući u Добро, Европску господине Змаго. Еве, например, Словенија е во НАТО и во ЕУ. Ако Македонија ќе се распадне бидејќи сака во НАТО и во ЕУ, се распаднавте ли вие бидејќи сте во НАТО и во ЕУ, ко Словенија? Бидејќи независноста за која вие сте се залагале 90-та година беше Европа здај. Словенија да се одвои од Југославија и да влезе во НАТО и во ЕУ. И сега после 30 години велите се распаѓа НАТО и ЕУ, па што сте распаднале тогаш таа држава во која пубо сте живееле за да влезете во организации кои ќе се распаднат за 50 години? 30 година уназад je bilo nešto drugo. Je bila Europska unija nešto sasvim drugo kao što je danas. Što je različno? Danas je Europska unija totalno sranje, gde se samo razmišlja kako će uvesti ove LGBT i ove varijante, kako će preuzeti vlast, kako će pokrasti ovo, ono i treće, a baš ih briga za ljude. Baš ih briga. I uvoženje migranata, to je najbitniji biznis u Evropi. To nije Evropa iz onih godina. Srbija ima LGBT premijerka. Srbija ima LGBT premijerka, a je mala Rusija na Balkanot. To nema vrska su Evropsku uniju, su Amerika. To знаете, тоа се процеси кои не бират американци и руси, тоа се процеси кои се случуваат, тоа е цела работа. Па Србија nije u Evropski uniji. Mi smo sad govorili o Evropskoj uniji. Србија е понапред од Македонија во процесот на пристапување. Ма то je 100 godina. Мислите? Да. Еве Виктор Орбан вели дека Европска унија мора да ја прими Србија, бидејќи Србија е центарот на овој непримен дел. Neće Evropska unija da primi ni Bosnu i Hercegovinu, ni Srbiju, ni Makedoniju, ni Albaniju. Ова е нон-пейперот на Јанша, за кој велите дека е лево подметнато. Еве го нон-пейперот на Јанша, вие сега го кажавте нон-пейперот на Јанша, вие бевте дел на таа влада, но уште Никола Груевски да се врати на бел конј во Македонија, еве го нон-пейперот. Во пола емисија го објаснувате нон-пейперот на Јанша. Босна ќе се распадне, нема да се прими, Македонија ќе се распадне, нема да се прими. Šta se dešava? Nije to prvo i prvo. To je non-paperot, evo vi go non-paperot. To nije non-paper od Janše. Čife. Pa vi samo gi potvrdujete tezite. Ovo su vam opet sa nekim
namjerom rekli da morate to da gurate. Ne, dalje. prašam, samo Nemojte. Imate dokaz, nemate. Šta pričate? Gospodine Zmago, evo postavljeno prašenje. I još nešto, Ajde. a to da se raspada i Bosna je na rubu. A zbog koga? Zbog Europske unije i zbog NATO pakta. Jer Europska unija sad hoće da ruši Dejtonski ugovor, ne uzima u obzir ono povelju 1244, nego rade nekako po svome i Amerikanci hoću da zakuvaju neki Bez Amerikancite i bez Evropske unije, togaš Evropska ekonomska zajednica, ke možеше Slovenija 91. godina da je nezavisna? Mogla bi. Ne. Mogla bi. Tije vi dado oružje. A nismo. Tije vi pomogna. Mogla bi Slovenija tada, ako ne bi imali komunjare na vlasti, mogli bi biti ne priznaja mnogo Slovenija, bolje. Slovenija ke беше се уште во Југославија. Тука се убива југословенски војници, знаете. Југославија која се однесуваше можеби како Русија и Советскиот сојуз да ја задржи Словенија како Украина, вие се боревте против тоа. Се знаете, малце ми е чудно, знаете. Секоја држава има право да го избери својот пат. Вие го избравте пред 30 години, сте независна држава. И никој не отцапи дел на територија на Словенија, ако тука исто живеат Срби. Како ви успореđujete Словенiju и Украину? Зошто не споредувам? Независна држава Украина? Како ви то узимате? Украина независна држава. Сте биле во Украина. Било таму Евровизија, било Европско првенство. Баш Евровизија и неки... И sad доја некој после 50 години и вели ние ќе го земиме Крим, бидејќи Крим бил историски руска територија. Па историски територија на Австрија и Словенија во рамки на Хасбуршка монархија. И сега што треба да дојдете странци да ви зема делови на територија? То немојте говорити jer ne znate istoriju. Како не само вие знаете историја. Не знате историја. Само десните политички структури знаат историја. И таа историја користите на еден ретрограден начин за да може да оправдате нешто што не е оправдало. Глупости pričate. Dobro, što je Slovenija? Gluposti pričate. Ne znate slovenačku istoriju i govorite nešto što ne znate. Кажете ми, изминатите 10 века, кој бил крал во Словенија, кралска династија во Словенија, кралско семејство во Словенија, бидејќи имате стара историја, вековијата историја. Набројте ми 3 кралски династии во Словенија. Jeste čuli za Arnulf Koroški? Да, кога е тоа, кој век? 9. век. 9. И после нема ништо. Под Австро-Унгарија сте. А šta je Karantanija? Па јас можам да ви набрам, украински династии од Владимир, пред Владимир и така натаму. Киевска Русија. Vidite, ja razumem kakva je bila tendencija da dođete kod mene, šta je bila vaša želja, ali ja sam vam rekao i čekajte pa ćete vidjeti šta će biti sa Ukrajinom i šta će biti sa Makedonijom. I tu možemo da završimo. Dobro, ako sakate ќе завршим, јас сум ви гостина во тоа. Да, ако јас сум ви гостин, ако вие сметате дека треба да завршиме, ќе завршиме. Ма не, jer je bez veze da vi mene prepričavate da ja moram da stojim na stajalištu kao što je vaše. To nije intervju. Последно прашање. Бевте обвинувани во Словенија за одредена соработка со југословенски служби. Никош не се потврди, никош не се демантираше. Сте имали соработка со југословенски служби? Ко? Вие. Kad? Па во времето на Југославија. Ko nije? Ko nije? Фала многу. Ми беше задоволство. Моlim? Кога сакам да сум непријатен, така завршува секој интервју. Посебно со Рубља Патриоти. Една мешавина на интервју, еден микс на интервју и мини политичка анализа, секогаш тоа е една добитна комбинација. Ако ви се допадна ова емисија, ако ви се допадна ова интервју, ново дружење, четврток во 22 часот, до четврток во 22 часот, пријатно вечер Македонијо, каде и да си.